заменикот министар овој амандман. Зошто сега се јави за збор? Исто како и претходниот амандман, и овој амандман се тресува веќе по четврти пат. Минатата година, при донесувањето на буџетот и при ребалансот на буџетот, од владеачката структура беше кажано дека овој амандман што се поднесува е неоснован, бидејќи таа работа е во тек. 2 години од тогаш има поминато, помпната станица Марена, која што ги снабдува, односно врши дотур за вода за наводнување на општините Демир Капија, Неготино и дел на општина Кавадарци, е во тотална хаотична состојба. Инаку станува збор за помпна станица која што оперира со 6 помпи, од кои што 6 помпи со 300 литра вода во секунда за наводнување, а од истите тие 6 помпи, само една помпа за наводнување е во функција. Сега се прашуваме, ако и таа помпа која што испумпува вода за наводнување, не дај Боже, има дефект, остануваат лозовите насади и овошните насади без вода за наводнување. Теквишијата е познато дека без вода за наводнување е еден од најсушните региони во Република Македонија. Овој амандман со кој што барам средства, ќе повторам, не е прв пат што го поднесувам. Минатиот пат беше кажано дека таа работа е завршена, но очигледно дека таа работа не е завршена. Тендерот му поѓа 3 до 4 пати. Сега не сакам да навлегувам какво раководство има. Со самото тоа што 3-4 пати пропаѓа тендерот, се знае какво раководство има. Сакам да најдам на разбирање кај колегите да се обезбедат овие средства, односно да гласаме да се обезбедат овие средства, да можеме барем наредната сезона да ја дочекаат земјоделците со пумпна станица која што ќе биде во функција. Благодарам.